Почитуван председател на Собранието, почитувани пратенички и пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Со предлогот што го доставив до Собранието на Република Северна Македонија за именување заменици на министрите во владата, ќе се заокружи реконструкцијата на владата која што ќе продолжи уште поефикасно да ги спроведува реформите во интерес на граѓаните потрасирани од европски пат. Благодарам на прогресивното парламентарно мнозинство за поддршката, што се потврди дека во овој состав на Собранието на Република Северна Македонија има доминантно мнозински прогресивен капацитет со потенцијал ваквото мнозинство да расте. Ако се даде шанса на совеста, верувам дека овој парламентарен состав има уште поголем прогресивен капацитет, со што заедно можеме да ги осигураме европските перспективи, што значи економскиот развој на државата и животниот стандард на граѓаните. Парламентарните дебати се одраз на демократските капацитети на една држава, но се корисни посебно кога родната земја ги има шансите за напредок. Пред нас се шанси за напредок, што значи пресвртница за натамошниот развој на државата и за квалитетот на животот на граѓаните дома. Затоа оваа повеќе дневна дебата е добра можност граѓаните да видат, но и секој да се преиспита што всушност застапува. Дали застапува стабилност на државата, известност во економијата и во животниот стандард на граѓаните, безбедност или нестабилност на земјата, непредвидливост и неред. Европски стандарди или беззаконие. Меѓународно изолирана држава или европски интегрирана Република Северна Македонија. Во Република Северна Македонија, која што чекори стабилно по европскиот пат до конечната цел полноправно членство во Европската Унија, што е можно да се случи до 2030 година, може да има уште поголеми плати и пензии на граѓаните, уште повеќе инвеститори од Европа и Соединетите Американски држави, со кои што од Северна Македонија создаваме зелен енергетски центар во Европа. Уште повеќе нови работни места, институции што работат по европски правила, ред и поредок во кој што нема недопирливи, европски партнери и споделена солидарност во справувањето со сите предизвици. Во европски определена Северна Македонија на сето ова веќе работи проевропската влада на државата. Но дојде момент кога својата проевропска ориентација треба да ја покажат сите институции во државата, а во преден план тоа е овој парламент. И затоа велам дека оваа маратонска дебата, во што се претвори изборот на нови министри и заменици министри, е одлична шанса и граѓаните да видат, а секој кој не ги застапува европските вредности и придобивки да размисли зошто се противи на повисоки плати и пензии, на повеќе инвестиции, на предвидливост во производството на храна и енергија, на нови работни места. Зошто му пречат институции што работат по европски правила, со ред и поредок, за ефикасна борба со криминалот и корупцијата и за сузбивање на каков било непотизам. Зошто би ги довел во прашање европското партнерство и европските перспективи на државата? За чии интереси? Своји или на политичари кои сакаат да ги спасуваат своите политички кариери? Или на политичари платени од трети земји што провоцираат нова светска војна, во која што во еден дел од светот, и тоа тука близко до нас, на европскиот континент, гинат невини луѓе, страда демократски определен народ. Ако некој сака да стави кочници на развојот на државата по европскиот пат, со оглед дека стана кристално јасно дека македонскиот јазик е рамноправно признаен во Европската Унија, а со тоа и македонскиот идентитет, тогаш нека си одговори прво себе си, а потоа и пред граѓаните. Каква иднина на државата застапува? Затоа што на другата страна на европските вредности се режим, конфликт, криминал и корупција, кои што можат да цветаат, и тоа го осетивте сите од 2006 до 2016 година само во изолирана држава. Во демократска држава се знае и институциите постапуваат. И тоа секојдневно го гледаме. Сметав дека има потреба да укажам нови аспекти, затоа што по изборот на заменици на министри ќе се комплетира целосно новиот состав на владата, но пред сите нас ќе се отвори една сериозна обврска. Да донесеме зрели одлуки, што ќе ги осигураат перспективите на Република Северна Македонија, на граѓаните, на нашите деца.
Ја зацврстуваме политичката стабилност и отвораме пат за зголемена ефикасност на собранието и на институциите во насока на непрешена реализација на клучните стратешки цели. Но Сојузот за Европа и окрупнувањето на проевропското мнозинство во парламентот е потребно во име на тамошните реформи и европската иднина на граѓаните и на државата. Граѓаните му дадоа на овој парламент прецизен мандат за европски квалитет на живот дома и интеграција во Европската Унија. Така е формирана и проевропската влада и така работиме, според европскиот курс на државата. По развојниот пат, сепак, апелирам неопходно е парламентот да биде критичар, ама не кочничар на реформите. Да ги застапува стратешките одредници на земјата, а не стратешките планови за лични или други туѓи цели. Направивме историски највисок пораст на минималната плата. Таа стигна до 20.200 денари со најновото покачување кое што следува. И на просечната плата историско покачување во висина над 34.000 денари и ќе бидат и повисоки. Направивме историско највисоко и системско одржливо зголемување на пензиите. Ќе достигне 16% во една календарска година и ќе бидат и повисоки. За 40% го зголемивме домашното производство на електрична енергија. Во само една година инсталирани се нови капацитети од над 150 мегавати од обновливи извори на енергија, што не е само енергетска трансформација, туку е енергетска револуција и следуваат нови инвестиции. Имаме и рекорден износ на странски директни инвестиции во износ од 430 милиони евра во технолошко-индустриските развојни зони, во кои што се отворени нови 2300 работни места со плати повисоки од државниот просек. Исплативме рекордна државна помош во вредност од 23 милиони евра кон 410 компании, што вработуваат над 27.000 вработени и се отвораат и нови компании. Реализирани се 90% од планираните капитални инвестиции, што е највисок остварен процент во претходните 10 години, со највисок историски износ од 465 милиони евра на капитални инвестиции во една година. Парите одат во потребите на граѓаните, во училишта, градинки, болници, патишта, а не во бели палати, врби, зданија од стиропор, во непостоечки земјоделски капацитети, кај контроверзни инвеститори. Конечно, по 17 години од добиениот кандидатски статус, ги отворивме преговорите со Европската Унија. Преговорите ги водиме на македонски јазик, како што доликува македонскиот јазик е рамноправен во Европската Унија, за што потврда на дело е веќе потпишаниот договор со Фронтекс. Затоа пред нас е исклучително важен период кој што повикува на одговорно однесување и на рационални одлуки. Потенцирам дека сите чекори што ги правиме и ќе ги правиме како одговорна влада, се и ќе бидат во функција на напредокот на државата и на добрата иднина на граѓаните. За напредокот на оваа наша држава некогаш биле положувани животи. Денес за напредокот треба да се носат одлуки. Затоа никој нема право на калкулации и на пазарења. Ќе носиме транспарентно, храбри и мудри одлуки, бидејќи нема поголема чест од тоа да се бранат и постигнуваат вредности. Ние нашата чест со носењето на храбри и достоинствени одлуки сме ја покажале пред целиот свет со влегувањето во НАТО и со држава која што по 30 години од самостојувањето и по низа на премрежија кои што ги помина е држава која што председава со ОПСЕ, која што е членка на НАТО, која преговара со Европската Унија. Нашата држава е депонент на договорите кои што се потпишаа помеѓу земјите од Западен Балкан во Берлинскиот процес. Ако за тоа е потребно зголемување на мнозинството и за продолжување на овој европски пат и просперитет на државата, тогаш со секого ќе разговараме. Владата е отворена за една соработка со сите кои се подготвени да постапат совесно и да ги поддржат реформите, економските политики и европската агенда за доброто на граѓаните и на државата. Почитувани пратеници, барам поддршка да бидат избрани Тиронја Јага за заменик на министерот кој раководи со Министерството за одбрана, Викторија Аврамовска Мадич за заменичка на министерот кој раководи со Министерството за правда, Вјолца Бериша
за заменичка на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Маја Манолева за заменичка на министерот кој раководи со Министерството за здравство и Јагим Нухију за заменик на министерот кој раководи со Министерството за образование и наука. Ви благодарам.